на Канал 8, добро дојдовте. Сите основни и средни училишта од општина Кочани поднеле барање до Министерството за образование и до Комисијата за здравство да им се овозможи физичко присуство на учениците за време на наставата. Сепак, за да се одобрат барањата, неопходна е и одлука на Советот на општината, поради што е закажана седница на чиј дневен ред ќе се најде токму оваа точка. Советот на општина Кочани в четврток ќе одржи итна седница со единствена точка на дневниот ред за донесување одлука со која ќе им се овозможи на основните и средните училишта да ја почнат учебната година со физичко присуство на учениците на настава. Се работи за разгледување на препораките и насоките од Државната комисија за здравство со кои се одобрува физичко присуство во училница на учениците од 4 до 9 одделение во основните и од 1 до 4 година во средните училишта. При тоа треба да се обезбедени санитарно-хигиенски услови за одржување на општа и лична хигиена, што се наведени во протоколите, како и да се почитуваат насоките за бројот на деца во одделението. На училиштето од општина Кочани со допис од Министерството за образование и наука им е дадено можност да достават барање за реализирање на настава со физичко присуство. На состанокот што на 9 септември го имал градоначалникот Илиев со директорите на основните и средните училишта, се разговарало за можностите и исполнувањето на барањата кои ги пропишала комисијата. При тоа, барање за настава со физичко присуство од 4 до 9 одделение е доставено од основните училишта Свети Кирил и Методи за подрачното училиште во Бели и Подлог, од основното училиште Раде Кратовче за објектот во Кочани и во подрачното училиште во Нивичани, од основното училиште Крсте Петков Мисирков, потоа од основното училиште Никола Карев и подрачните училишта во Тркање и Грдовци. Исто така, барање доставило и основното училиште Малина Попиванова, како и основното музичко училиште Ристо Јуруков. Барање за настава од 1 до 4 година доставили и двете средни училишта Гошови Кентиев и Лјупчо Сантов. Барањата се испратени до Комисијата за здравство, која во понеделникот доставила информација дека за да продолжи постапката, потребна е одлука на Советот на општината за настава за физичко присуство или пак заклучок на Советот, врз основа на кој на градоначалникот му се дава овластување од страна на Советот за барањата да бидат разгледани од Комисијата. Идната седница на Советот на општината ќе се одржи в четврток од 11 часот во салата на Спомен домот Асном. Во Кочани регистриран најголем број заразени од COVID-19 од почетокот на епидемијата, вкупно 20 во последните 24 часа, информира Министерството за здравство. Во меѓувреме почина еден пациент на 66 годишна возраст. Вкупната бројка на активни случаи во Кочани во моментов се искачи на 117, а во Виница 29. Најголем број заразени од почетокот на епидемијата во еден ден во Кочани бележи Министерството за здравство. Бројката е 20 новозаразени со вирусот, а во Виница 4 новозаразени во последните 24 часа. Починаа и 5 пациенти, од кои еден од Кочани на 66 годишна возраст, информираат од Министерството за здравство. Во Кочани со последните 20, бројката на активни случаи во моментов изнесува 117, а во Виница активни се 29, информираат од Министерството за здравство. Во последните 24 часа се направени 1769 тестирања, а регистрирани се 183 нови случаи на COVID-19, од кои во Скопје 51, Кочани 20, Куманово и Струмица по 7, Дебар 4, Прилеп 15, Тетово 13, Велес, Гевгелија, Берово, Валандово, Радовиш и Свети Николе по 3, Битола 6, Охрид, Кавадарци и Делчево по 5, Гостивар 9, Крива Паланка, Виница и Струга по 4, Македонски Брод и Штип по 1, Делчево 5, Ресен и Пробишти по 2. Институтот за јавно здравје регистрира и 102 оздравени пациенти. Вкупно ковид диагностицирани во земјава од почетокот на епидемијата се 17.049. Оздравени се 14.186, починаа 710 лица, а активни во моментов се 2153. Истечени се дел од дрвјата во коритото на Мала река во близина на браната Граче, зашто по објавените фотографии на социјалните мрежи во јавноста се јави револт и негативни коментари.
По направената контрола од Инспекторатот за шумарство информираа дека се работи за законска постапка во рамки на подготвителните работи за изградба на мини хидроцентрала на Мала река. Десетици дабови, багремови и тополови дрвја се исечени во коритото на Мала река, непосредно пред незиното влевање во браната градче. Сечењето е направено пред неколку дена, а јавноста за тоа дозна од социјалните мрежи, каде беа објавени фотографии од граѓани кои ги забележале исечените стебла. Тоа предизвика револт и негативни коментари во врска со постапката, во очекување на точни информации дали станува збор за класично дрвократство и уништување на шумскиот фонд или во прашање нешто сосема друго. Во текот на предпладнето, Канал 8 ја посети локацијата што беше посочена, а камерата ги регистрираше стеблата што лежеа во речното корито, почнувајќи од малиот мост кај локалитетот Долно Градиште, спротиводно по текот на реката во правец на природниот мал водопад. Во меѓувреме, контрола на теренот направија и од шумската полиција и од Државниот инспекторат за шумарство и ловство. Според информациите од инспекторот Сашко Стојанов, се работи за законска постапка, поврзана со подготвителните работи за изградба на мини хидроцентралата на Мала река, за што инвеститорот претходно ја обезбедил потребната документација и дозволите. Исто така била направена и пренамена на земјиштето на кое се исечени стеблата, од шумско во градежно, со што е овозможено да се отстранат дрвјата и да се обезбеди пристап до локацијата на хидроцентралата. Од надлежниот инспекторат додаваат дека согласно обезбедената документација нема никаква законска повреда, а инвеститорот ја презел обврската по завршувањето на градежните активности да засади нови стебла на иста површина на која се исечени постојните. Додека постапката е според законските прописи и е запазена целата процедура, останува отворено прашањето за еколошкиот и етичкиот аспект за уништување на просторот, што треба да влезе во проектот за прогласување на заштитено подрачје, што се финансира со швајцарска подршка. На неодамнешната јавна расправа, токму за овој проект, беше отворено и прашањето за заштита на текот на Мала река, но според искажаното на расправата и достапните информации, заклучок е дека целата процедура за изградба на мини хидроцентралата е во поодмината фаза. Се чека само на едно или две одобренија за да почне да се гради. Согласност за нејзината изградба од општина Кочани била дадена во јули 2017 година, а писмениот документ со позитивното мислење го потпишал тогашниот градоначалник Радко Димитровски. Продолжува изградбата на сообраќајната инфраструктура во Кочани. Локалната самоуправа го реализира асфалтирањето на улицата Карпошово Востание, за што се користат средства од сопствениот буџет. По повеќегодишно очекување на местното население, општина Кочани го комплетира асфалтирањето на улицата Карпошово Востание во населбата Усова Чешма. Предходно на оваа улица беа изградени подпорни ѕидови, а беше поставена и фекална канализација во должина од 270 метри. Механизацијата веќе работи на поставување на асфалтот. Се работи за улица чија изведба беше сложена од неколку аспекти. Надминати се повеќе проблеми во канализирањето на отпадните и атмосферските води. Се настојува да се одговори на конкретните потреби на жителите на улицата, соопштуваат одговорните од секторот за уредување на градежното земјиште во општина Кочани. Сообраќајницата Карпошово Востание е една од 8 улици што се градат со средства од буџетот на општина Кочани за оваа година. Предходно беа асфалтирани улиците 7 септември, кракот 2 од Искра и 9 мај. Веќе се во тек подготовките за асфалтирање и на крак на улицата Крум Вранински и Васил Главинов, а на Борис Евтимов ќе се гради подпорен ѕид. За изградба е планиран и крак на улицата 565 во зоната лесна индустрија. Со зголемувањето на бројот на позитивни на COVID-19 во Кочани се зголеми и потребата на граѓаните од набавка на прехранбени продукти, лекови и средства за лична хигиена. Затоа мобилните тимови на Црвениот крст повторно во засилена акција за вршење сервисна услуга за транспорт и набавка на потребните средства.
Поради зголемувањето на бројот на позитивни на COVID-19 во Окочани, Општинската организација на Црвен крст ја информира јавноста дека зголемена е потребата од набавка на прехранбени производи, лекови и средства за лична хигиена за лицата во самоизолација, изнемоштени и хронично болни лица, семејства со лица со посебни потреби, самоохрани родители и други ранливи категории на граѓани. Затоа мобилните тимови на Црвениот крст, составени од волонтери, се во засилена акција и подготвени за секаква помош на граѓаните. Би сакала да информирам јавноста дека може да ги контактираат тимовите, мобилните тимови на Црвениот крст, со што наши волонтери и вработени би испазарувале тоа што им е потребно на самите граѓани и би го однеле до нивниот дом. Самата услуга за пазарување е бесплатна, со тоа што граѓаните ќе треба да издвојат средства за набавка на артиклите или намирниците кои им се потребни. Сакам да напоменам дека граѓаните може да се јавуваат секој ден од 8 до 14 часот, од 8 до 16 часот за време на работното време на Општинската организација на телефоните 071 373 677 и 070 360 855 или фиксниот телефонски број на Општинската организација 033 271 015. Мобилните тимови овозможуваат подршка на лицата на кои таа им е најнеопходна и кои поради мерките и препораките за заштита и превенција од коронавирусот не може да ги напуштат своите домови. Коцева потсети и за редовната крводителска акција која ќе се спроведе во четврток на 24 септември во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани со почеток во 8 часот и 30 минути, а ќе трае до 14 часот. Создавање песна преку која волонтерите од Црвениот крст го опишуваат волонтерството и ги промовираат хуманите вредности. Како и онлайн работилници се активностите кои волонтерите од Црвен крст Кочани ги реализираа со цел одбележување на неделата на промоција на хумани вредности. Според традиционалниот календар на Црвениот крст, секоја година од 21 до 27 септември се одбележува недела на промоција на хумани вредности. Целта на неделата е промоција на култура, мир, соживот, толеранција, како и потикнување на активизам помеѓу младите луѓе. Активноста е унифицирана и се спроведува на територија на целата земја, во секоја општинска организација на Црвен крст. Оваа година се промовираат песни кои се напишани, аранжирани, компонирани и снимени од страна на волонтерите. Веќе 1 месец и младите од Кочанскиот Црвен крст го поминуваа креативниот процес на пишување и создадоа песна преку која го опишаа волонтирањето, помошта во заедницата, промените кои ги прават и добрината која ја шират. Како ПХВ младинци тие се потрудија и искористија нивната креативност со тоа што напишаа најпрвен текст, потоа ја напишаа мелодијата за текстот, со тоа што на крајот ја снимивме со одлични вокали кои во иднина верувам дека ќе бидат познати пејачи и музичари. Исто така ја отсвиревме песната инструментално и снимивме како еден вид на кореографија спот за песната, која беше монтирана и беше представена таму каде што треба, односно ја представивме на нашето општество и на нашите соработници кои ја погледнаа песната и дознаа што всушност ние изработуваме заедно со ПХВ проектите. Песната беше наменета за хуманите вредности, ги промовиравме вредностите што ние ги почитуваме овде и што ние ги промовираме и сакаме да ги покажеме на општеството. Исто така, песната за изработка на оваа песна на наши спонзори ни беа Гласно МК, со кои ни помогнаа во снимањето на песната и Канал 8 телевизија за монтаж. Секоја година неделата на промоција на хуманите вредности се одбележува со различни активности. Годинава поради епидемијата со COVID-19, активностите и работилниците поврзани со проектот, волонтерите ги реализираа онлайн, а и преку онлайн состаноци ја договорија песната за снимање.
Почитувани со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.